Киднавме од ланецот немирни песни, ќе се осмелиме да бидеме радикални, да ги кажеме нашите приказни, да се осмелиме да прашаме директни, интимни прашања како да сме ужасно блиски, затоа што сме брза кучка, бега од ланецот, кажува, зборува, се осмелува во крајна линија, бесна, добра, безобразна девојка, брза кучка. Климата ги подига сите бродови. Здраво, Јана. Здраво. Добре дојде. Фала на поканата. Драго ми е што си ни гостин. Што сакаше да биде Јана кога ќе порасне? Предпоставувам дека сакав да бидам некој креативен работник, некој што се занимава со креативност, со нешто што тогаш ми изгледаше и се уште ми изгледа интересно и занимливо, така да валјда изборот да бидам да се определам за филмска режија беше до некаде логичен, бидејќи од мал гледам филмови, заразен сум со филмови, поточно кажано, од страна на мојот татко, кој што од секогаш и ден денеска беше и остана голем филмофил и се сеќавам дека ме носеше на филмови во сегашно, тој сега е кафич, тогаш беше кино Карпаш. Да. Добро, ова кино Карпаш кафичот ќе му го простиме, бидејќи сме сентиментално врзани со него и се чини дека сите оние локални кина стана кафичи. Да, или некои маркети. Какви филмови гледаше со татко ти? Што ти препорачуваше додека беше, не знам, клинец на 12-15 години? Се сеќаваш ли? Да, се сеќавам дека гледав некоја чудна верзија на Тарзан, на филмовите за Тарзан, чудна бидејќи беше црно-бела и очигледно се работеше за стар филм. Сега зашто некој филм од 30-тите години бил во 80-ти даван во кино Карпаш, што не можам точно да се сетам, што кино Карпаш не беше кинотека. Кинотека теко 90-ти наваму има некој вид на кинотечен простор, ама ете, сум бил на таква проекција, сум бил на некои анимирани филмови кои што се добро, реално логични за таа возраст, ама сум бил и на некои уметнички филмови кои што така во тој период како 7, 8, 9 годишно дете не сум ги сваќал на суштинско ниво, ама на некое основно подсвесно ниво ми заглавиле у некоја келија и тоа со тек на време почна да копа, да си бара некој простор, да работи и сеќавањата на тие слики. Сеќавам дека 15 на години подоцна, кога веќе бев студент, излегоа на површина и затоа и се определив да искористам шансата и да влезам на факултетот за драмски уметности. Инаку најпрво студирав филозофија и бев неколку години студент на катедрата по филозофија. И морам да кажам дека од тоа време имам само прекрасни спомени и овие 5-6 години се наоѓам себе си се повеќе како размислувам на тој период и како активно читам филозофија од сите аспекти. Значи не само некоја класична теоретска филозофија, туку филозофија на живење, без разлика, значи филозофија како најширок поим и предпоставувам дека желбата за знаење и потрагата по искуство ме доведе и до тој факултет, мислам, на филозофија, а понатаму во комбинација со моите подсвесни сеќавања од детството во филмска и ТВ режија. Значи, во право е на класично филозофска насока дека со филозофија не треба да се занимаваш под 30 години, само на 30. Мислиш дека не си имал доволно капацитет? Не капацитет, меѓутоа увид зошто можеби ќе ти која е тежината на студирање филозофија или? Так, па има смисла таа поговорка, иако искрено мислам дека можеби оние кои што се чувствуваат како филозофи може си родени со таква желба, со таков порив да истражуваат и да бидат или академски или на било кој начин ориентирани кон патот на искуството. Интересно прашање, знаеш, ме замисли сега. Јас во тој момент конкретно лично можам да зборувам за мојот пример. Веќе бев прилично инфициран во позитивна смисла од филмовите како уметност, од филмските списанија, од филмските книги, ама и од музиката и некако не мислев дека ќе биде
грешка или штета ако не ја искористам шансата која што се појави таму на крајот на 90-тите да влезам на катедрата по филмски ТВ режија, бидејќи за многу луѓе кои што не знаат, филозофскиот факултет и факултетот по филмска режија се сродни факултети и уписите на студенти од таа класа на филозофија е многу полесен, поприемчив, за разлика од некои други. Искрено да ти кажам, мислам дека студирањето на филмска режија треба да биде со малку по горна граница. Мислам дека 18-19 години са можеби некој ќе ме критикува за тоа, ова е моје лично мислење. Знам дека своевремено многу од професорите на ФДУ има исто овој став. Треба човек малку повеќе да има животно искуство и некои одредени предзнаења, а ете студирањето на филозофија облегуваше и тоа предзнаење, за да може да се осуди да студира филмски ТВ режија, бидејќи самото студирање на таа катедра не значи дека понатаму дефинитивно во животот ќе бидеш филмски работник. Бидејќи филмски работник е едно прилично комплексно, да не речам за наши услови и тешко занимање и претпоставам дека сепак треба да има некоја горна граница и некое предзнаење за да може човек дефинитивно да се обучи и да е свесен што прави понатаму во животот, бидејќи студирањето и занимавањето со филм значи одрекување од многу други комотности што ги имаат, да речам, луѓето со повообичаени професии. Значи, не е гламурозна професија како што можеби доста луѓе предпоставуваат. Знаеш како до одредено ниво Пошто е тешко? Пошто се тешко е бидејќи за да се занимаваш со филм, особено како филмски режисер, треба да имаш многу знаења, многу преживеани работи, фактички да бидеш изграден карактер и животно, но и преку приемот на знаење. Значи да си едноставно капацитет во неколку полиња на функционирање, бидејќи освен оние доделувања на награди кои што делуваат гламурозно и кои што повеќето луѓе го замислуваат како единствен начин на живот, филмската режија и воопшто било кое филмско занимање е прилично захтевно, прилично комплексно и е премногу хаотично на моменти, многу лесно се губат нерви и ако човек не е свесен што добива, што губи, подобро и да не се осуди на такво нешто, бидејќи бркањето на слава на крајот на денот нема да те доведе до ништо ако е тоа основната цел. Далеко од тоа дека е само гламурозно. Да има еден пријател кој што исто колега филмски работник вика правењето филмови е секси, со сите баш тоа е зборот, со сите потешкоти и затоа луѓето ќе го сакаат. Да, тоа може би секси на некое ниво, ама на многу други нивоа е прилично захтевна и прилично комплексна професија, а во една средина како нашава на моменти ми изгледа скоро и како невозможна мисија да се оствариш професионално. Во која мера е занаетчество, а во која мера е уметност, мислиш? Добро прашање, супер, ја тоа многу го размислувам периодов и знаеш, зависи од луѓето. Има луѓе кои што мислат дека тоа е исклучиво занает. Има луѓе па од другата крајност кои што мислат дека е исклучиво некој порив. Јас мислам дека е најверојатно комбинација од двете. Морам да признам дека како помлад сметав од тие повеќе порив и дека многу е битно да има човек едж. Не ми текна точно са македонскиот израз кој што би го употребил, али ме разбирате што сакам да кажам. Острица, али тоа е добро, специфична острица, да имаш некоја енергија, да имаш некој порив, да кажеш нешто, да комуницираш со луѓето, дека тоа не мора да е занаетски скроз комплексно или не знам како средено за да искомуницираш. Јас како фан на музика, многу рано во мојот живот, уште во 80-тите го засакав постпанкот, ради тоа што имав постари роднини кои што беа во тие кругови и некако природно ми беше да влезам и јас во некоја постпанк фела и во постпанкот знаеш како не мора ти да си нешто многу занечиски виртуозен свирач, ама е многу битно да имаш потреба и желба и идеја како да пренесеш нешто и да скомуницираш со луѓе. И мене тоа ме возеше долго време од моето занимавање со филм. Сега последниве години морам да признам, сваќам дека сепак и занечискиот удел има битна улога и затоа на крај сепак ќе кажам дека е комбинација од двете. Треба да го знаеш занаетот, ама мора да имаш и некој порив, бидејќи само занаета без едж ми се чини дека не е секогаш
добивка. Знаеш, може ќе се возиш некое време така, ама на крајот на денот дали тие дела произведени само за наечиски пориви ќе останат да Со нека трајна вредност. Со нека трајна вредност, да. Може би во таа смисла филозофијата одлично се вклопила во оваа игранка на равнотежи на оваа дропка. А каде си? Да, се надевам дека е така. Каде си до сега во тој детски план, значи? Доколку беше твојата желба беше да бидеш креативец, културен работник, да. Дали мислиш дека го разочара детето? Па не мислам. Или баш напротив? Напротив, мислам дека од тој аспект го постигнав она што сум го мислел, ама има некои па други аспекти кои што се карактеристични посебно за наше општество, кои што го прават сето тоа креативно занимавање, особено со филм, малку проблематично. Тоа се некои други проблеми. Значи, јас си остварив некои своји зацртани цели, да работам на проекти, тие проекти да бидат занимливи на начин на кој што јас тогаш сум си фантазирал, ете да имаат и некој одјек во јавноста. Тоа што финансискиот аспект е слаб, тоа е она што мене веќе на мои 40 и нешто години ме премислува дали сум ја одбрал вистинската професија, или на крајот на денот времето ќе покаже. Ај така да кажам, малце дипломатски. Документарците се доста популарни минативе неколку години, од Montage of Heck до Moonage Daydream, дури е оживеан и повторно прикажуван Stop Making Sense. Иако се далеко од нов жанр, има заживеан интерес за нив. Како режисер на еден таков филм, дали имаш наслови од жанрот, од тој жанр кои ти значат посебно, но и од кои свесно или несвесно црпиш како човек и како уметник сега, како филмски работник? Така, супер прашање, фала ти за прашањето. Па ете го спомна Moonage Daydream, тоа ми е претпоставам еден од омилените не само музички документарци, туку и омилени филмови последниве неколку години, навистина фасцинантно дело, супер сработено од режисерот кој што го направи филмот за Нирвана. Да, тоа е истиот автор, што го спомна. Така да има рок документарецот е профил, начин на израз кој што постои од 60-тите наваму. И јас своевремено многу ги сакав оние рок документарци кои што беа направени како синема верите, значи со документаристички пристап, скроз снимање на некој концерт или снимање на турнеја. Знам дека често ги гледав документарците на D.A. Pennebaker, автор на филмски изрази, кој што во 70-тите се специализираше скроз за рок документарци, а ја примени таа синема верите техника и ги снимаше Боуи, го има снимано, Depeche Mode, уште неколку бендови имаат соработувано со него и тоа ми беше ептен инспиративно, бидејќи некако ми ја спои мојата љубов и кон филмот и кон музиката. Во меѓувреме рок документациите се развива во една сериозна форма, имаат многу публика, има различни платформи, можеш и на интернет да ги видиш. Ми се чини дека рок документарците или музичките документарци, зашто има многу солидни документарни филмови за друг тип на музика, не се уште прифатени целосно од филмската бранша. Се уште ми се чини дека на нив се гледа како на неспореден жанр, ама на нешто што не е можеби на вистинскиот квалитет. Но со Moonage Daydream, например, ми се чини дека и тој тренд се менува, бидејќи Moonage Daydream стигне и до номинација за Оскар. И јас мислам дека музичкиот документарец, рок документарецот или концертниот филм имаат иднина и тоа како, и се повеќе и повеќе ќе се работи на таа форма. И навистина посакувам тоа да се случува се почесто и почесто и на нашата сцена, бидејќи имаме супер бендови и сите тие бендови заслужуваат барем еден филм или едно подолго видео што би ја опишало нивната кариера или нивното твориште. Така да, музичкиот документарец е супер форма и навистина се надевам дека ќе имам и понатаму можност да ја практикувам, ама и дека во светски рамки ќе има се повеќе и повеќе подем. За Stop Making Sense, зошто имаат таков момент за премиерата, кога Talking Heads после неколку децении нели во Канада повторно се сретна. Не се сеќавам точно каде ја читав рецензијата, меѓутоа кој да беше писателот, новинарот, кажа дека во киносалата
публиката се однесува како да на вистински концерт, бидејќи самата, нели, тоа е ремастерд, музиката е направена како што е направена, имала квалитетно на имерсив потопувачка уметност. И дека се чувствува како да се на самиот концерт. Така, веројатно и тоа е. И тоа игра улога и тоа што Talking Heads е врвен бенд, мислам да не збориме за Talking Heads, еден од најдобрите бендови валјда на сите времиња и еден од водечките бендови у New Wave ерата, ама и самиот филм е направен од човек кој што е сериозен филмски режисер, баш она занаејски сериозен, он подоцна го режира Джонатан Дем, он подоцна го режираше кога јагнињата ќе стивнат, значи станува збор за човек кој што ептен добро си го знае занаетот, ама е очигледно е фан на музичката група и отворен за нови идеи, кои што не се исклучиво холивудски филмови, туку ете и презентација на еден бенд. Така да комбинацијата на тие неколку работи вроди со плод да новата публика, новата генерација на фанови на Talking Heads тотално влезат во филмот, што се вика и да го доживеат уште поинтензивно. Така да, јас мислам дека и со некои други филмови од тоа време, од 70 и 80, ако се ремастирираат и ако се пуштат во големи киносали за млада публика, ќе има сличен ефект. Доколку некои од слушателите се прашува зашто одеднаш со Јане зборуваме за рок документарци, тоа е затоа што Јане мислам дека во овој период е во процес на промовирање така на неговиот проект The Hip Brainstorm, која е приказана, значи рок документарец за прилепскиот така рок бенд The Hip од 90-тите, главно во 90-тите години, ако не исклучиво кој што работе, беа алтернативен, жесток, луд рок. Така што, која е приказната со филмот? Како настана, кој беше процесот во кој што свати дека е нешто посебно? Така, само една мала исправка, The Hip доаѓаат од Куманово, а не од Прилеп и фактички се дел од една поголема културна сцена, која што на крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите беше во подем и резултираше со појава на некои многу квалитетни бендови што нашава генерација тенги сака, The Hip, но и ТБ Трачери, кои што се уште ми се чини дека се она непрежалена болка во наводници, болка се разбира на многу луѓе од нашава генерација и на уште неколку бендови кои што можеби не беа така познати, но се битни во некои своји рамки. Интересна е приказната Дон Хуан, не знам зашто се Прилеп. Ќе ти кажам веднаш, зашто Дон Хуан се прилепски бенд, The Hip се кумановски бенд, а се издадени од страна на Тротоар, кој што беше магазин и издавачка куќа во власништво на познатиот underground лик херој Саша Павлович, Фреш. И тој во еден период ги издаваше и The Hip и Don Juan и фактички во филмот тоа го споменуваат, мислам дека Тошо Филиповски како говорник во филмот го кажува тоа дека Куманово и Прилеп вија Скопје во еден период во 90-тите направи една многу јака сцена која што за жал не резултираше во нешто по-комплексно и по-долго, туку остана во рамките на неколку годишен проблесок. Ама ете, јас имав таа среќа, тука да се надоврзам на твоето второ прашање, имав таа среќа лично да запознам некои од луѓето кои што во тоа време работеа на творештвото на Хип или на издаваштвото на сите овие бендови. Дел од тие луѓе се покажа и менаџерски искусни да го финансираат проектот, на што го зборевме преска, значи да направиме еден проект, да можам јас да работам на проект кој што не е финансиран од државни пари, туку е финансиран од приватни фондови, лични фондови, не значи фондации, туку на баш лични пари. Сите по нешто дадовме и на крај на ден излезе еден проект од час и половина кој што опишува една сцена која што била прилично темелна, до некаде изградена, ама ја немала среќата да биде во вистинската средина, бидејќи претпоставувам дека овие бендови со нивниот квалитет и со нивното темелно знаење да биле во една држава како Англија и Америка, која многу води сметка за овие работи, најверојатно би биле, ако не светски познати, барем
барем она cult bands, барем во некоја бранша на луѓе би биле многу познати. Ние немавме таа среќа тука во Македонија, али да не се навраќам на претходните муабети. Знаеш, ме радува ова искуство, бидејќи сватив и за добро и за лошо, што значи да направиш проект кој што не е финансиран од државни фондови, значи нема тука многу пари. Од почеток сите бевме свесни дека и тоа што ќе го извадиме како хонорар ќе биде доволно да се платат некои основни трошоци, дека никој нема да купи, не знам, стан или кола или викендица со сето тоа, ама па ако е производ на љубов, а ние неколку луѓе, меѓу кои беше и Наташа се разбира, како директор на фотографија, јас и уште неколку соговорници, влеговме со љубов и се надевам дека тоа се приметува во филмот. Досегашниве проекции го кажува тоа, публиката дури да не знае и да не е фан на таа музика, ја приметува темелноста, ама и љубовта вложена во проектот. А јас влегов во овој проект бидејќи едноставно бев фан на целата таа култура тогаш пласирана и на тротоар, и на она што 103 тогаш го пушташе, и на, се разбира, пред се бенд како The Hip. Ја секогаш ја раскажувам оваа приказна една моја лична анегдота. Во средно училиште ја учев у Јосип Брос и никогаш не ми одела математика, сега ќе си бидам малку искрен и личен, и кај да одам, дефинитивно нема да одам у Корчагин, таму е математичка нели гимназија, ај ќе одам у Јосип Брос кај што се повеќе кон општествени науки и кон јазици, али као за Белја ми се падна професор по математика кој што беше прилично захтевен. Никако не можевме да се разбереме. Мене едноставно во тој период, тој начин на изучување на математиката не ме привлекуваше тотално и скроз отидов кон читање книги и слушање музика. И се сеќавам едно лето имав негативна оценка по математика, остана во Скопје, не отидов на некој одмор, на некој дружење со другарите. И што да правам, како да си го поминам времето, ајке видам што има ново по музичките продавници, така многу често си го трошев у позитивна смисла, го трошев времето, истражував, гледав што има ново и ја гледам касетата Hip, као некоја нова касета, македонски бенд, ова она, ама тоа беше спакувано како да е некој британски, англиски бенд, многу чудно, многу неспецифично за македонски музички производ. Ја купив таа касета, ова е 94-та година. Каде, во Багишоп? Да, во Багишоп. Ја ставив на Walkman и бев онака тотално фасциниран. Не знаев ништо, во смисла не знаев ништо лично за членовите. Ги има видено можеби еднаш или два пати на некоја колективна свирка, ама бев фасциниран од содржината и се заљубив во тој албум и долги години понатаму редовно го преслушував и едноставно судбината, случајноста, не знам како да кажам, или едноставно подсвесното вибрирање ме донесе во контакт токму со луѓе кои што биле дел од тој проект The Hip и ете така произлезе сето тоа, финансирање, едно друго работа, склопување на тим кој што е составен од најблиски соработници, ами од луѓе кои што исто така како Наташа биле фанови на Hip и на Don Juan и соработка со луѓе како Тошо Филиповски, како Мирко Попов кој што исто е дел, како Васко од документарецот, како Васко од Белна из пропаганда или од 21 век сега, кој што со љубов зборува и со темелно знаење се разбира зборува во филмот за тој период и ете така настана еден проект кој што веќе неколку години го промовирам како независен музички документарец, а оваа година особено е битна промоцијата на проектот, на филмов, бидејќи во 2024 се навршува точно 30 години од оригиналното излегување на касетата Songs About Books and Flowers, која што е, ако не прва касета, тогаш една од првите 5 касети објавени во независна Македонија. Ајде да речеме дека е тоа битно историски, а уште побитно е што содржината и темелноста и филозофијата на тоа парче пластика, јас мислам дека се уште со должна почит кон сите други македонски бендови, на тој начин барем филозофски не е надминат. Така што се надевам дека и ова е еден мој повик дека уште луѓе ќе имаат интерес и ќе го погледнат ова остварување, бидејќи на може да се гледа. Па еве сега најблиску за неколку дена ќе има проекција во Јадро, тоа е на 15 да кажам датата точно, тоа е значи на 15 март по 20 часот
во културниот центар Јадро, организација Сексиома, едни мои драги другари, колеги уште од времето, Јордан Шишовски, Вангел Ноневски и Владимир Лукаш, и многу ме радува што посебно Вангел и Јордан си и луѓе кои што се филозофски дејци, професори се, тоа име онака главниот акцент, професори по филозофија, и се одлучија да го промовираат овој филм, бидејќи како што споменав неколку пати, освен музичка содржина, овој филм вибрира и со многу културолошки и филозофски аспекти, и мене, пак ќе кажам, и особено мило што успеав да направам едно синкретичко дело, кое што и визуелно, ама и тематски обединува повеќе бранш. Значи, еден постмодернизам, ама и едно љубовно писмо кон една помината ера која што мене лично и нашава генерација не одбележат, тоа се тие 90-ти кои што неколку пати ги спомнавме во текот на разговоров. Да, добро е да се не е толку како носталгија, туку да се потсетуваме на нив чисто како некој вид на архивирање. Значи на утврдување на некои истории на тие приказни, па така ќе знаеме и зашто сме или одиме таму каде што одиме, доколку нели знаеме кои се приказните на минатото. Ова го кажувам без ниту трошка на некој си патриотизам или туку е чисто, може не знам што да кажам, но вистина, меѓутоа не сакав да зазвучи како партиска политичка програма, меѓутоа сепак има, не е толку носталгија колку што е архивирање. Патриотизмот значи и добро воспитување, јас така го гледам пред себе патриотизмот, ама и водење сметка за оставштината. Не е тоа исклучиво историска или политичка оставштина, има многу културна оставштина, и тоа е вистинскиот патриотизам, кога се води сметка за тие работи, а си пред се и фино воспитан. Нешто што мислам дека генерално е проблем во нашето општество, немање на доволно образование, ама и елементарна воспитаност. Обзир. Значи да си патриот значи да му кажеш добар ден на комшијата, на комшивката, да ја помогнеш, да го погалиш куќето пред зграда, мачката, да си кажеш убав збор со партнерката, со партнерот, со блиските пријатели, и пред се да генерираш позитивна енергија, бидејќи патриотизмот во смисла на деструкција и омаловажување на другиот, за мене тоа не е никаков патриотизам, тоа е само обична примитивна деструктивност. Затоа се фатив сама себе си. Да, ама се разбравме, јас и ти затоа и вака се надоврзав со реплики. Со сама се служуваме. Ова е од она серијата како се сака државата. Државата се сака кога се пристојно човечко битие. Што се чини дека исклучително тешко за некои луѓе во последно време. Како младата публика реагираше гледајќи го филмот, сцената од тоа време и музиката, и како може да ги направиме тие дела повторно релевантни, ако на начин на кој што, не знам, се некои дела од денешницата, повторно слушливи, бидејќи не слушливи, туку слушани на начин кој што ги слушаме свежите музички продукции, доколку ги слушаме младите музичари кои што се 20 на години, наистина звучат како да се од 90-те или од 80-те години. Да. И тие носталгијата се чини дека провеува на сите подкасти од некоја причина, тоа треба да го психоанализирам. Меѓутоа не знам дали се однесува за некоја носталгија, за некој трибют, не знам зашто се однесува, некој факт е дека звучат многу познато. Така, скоро си го право. Да тргнам од првото подпрашање, па нели ќе одам понатаму и на следниве подпрашања, ти реално постави неколку подпрашања во прашање. Значи, прво младава генерација ми се чини дека многу позитивно реагира на филмов и мене тоа особено ме радува. Луѓето се прилично ентузијасти, прилично се расположени, гледам дека ги тргаат оние лични, иако помладата генерација веќе нема никој личен однос кон луѓето што се прикажани во филмот, едноставно ги гледа како дел од едно време кое што, како што спомена ти, тоа нели второто подпрашање, на некој интересен начин е повторно актуелно. Значи 90-тите дефинитивно се враќаат
на голема врата кај помладата генерација, кај оние што се сега тинејџери или се во своите 20 години, има некој тотален 90 ревайвал и во музика, и во имидж, и во видеоестетика, и во дури има и во филмска естетика, па мене ми се чини и во некој начин на пишување. Ти можеби повеќе би знаела за тоа, ама ми се чини дека дури и наративите како раскази или книги почнува да се пишуваат слично како што се пишува во 90-тите. Тоа враќање на 90-тите е најприметливо во музиката и делумно во модата, и многу често кога одиме во нашиот омилен простор за излигување буква, ќе направиме на бесплатна реклама, се надевам не е проблем, среќаваме млади луѓе кои што се 22, 3, 4 години, а тотално се ложат во позитивна смисла на 90-ти, пуштаат таква музика, изгледаат како да се излезени од 90-ти спот. И валјда е тоа нормално, бидејќи на секој 20-30 години има некој ревайвал. Јас се сеќавам дека ние бевме малце ревайвал на оној период помеѓу 68 и 85-та. И си живеевме некако некој наш 70-ти, 80-ти ревайвал. Така да сега валјда логично е луѓето што се тинеџери, децава што се тинеџери или студенти да се навраќаат на некои години помеѓу 85-та и 2000-та и да си ги преиспитуваат сите тие филмови. И тука имавме да речем среќа документарецот да изгледа и естетски и филозофски, значи на повеќе аспекти да изгледа на 90-ти, бидејќи производ на тоа време. Ние кога почнавме да го работиме документарецот, јас и Наташа, кога се запознавме со луѓето од бендот, тоа беше пред 10 години, уште 90-ти, младава генерација што ги слуша 90-ти не беше созреана, така да јас не влегов во овој проект со некаков умислен план дека ќе играм на 90s revival нели носталгија, ама ето меѓу време правењето на филм е долг процес, особено на документарен филм, особено на музички филм, кај што многу луѓе веќе не живеат во државата, се раселени или едноставно немаат баш позитивни емоции околу тој период и не сакаат да учествуваат, така да самото собирање на луѓе, собирање на финансии траеше доволно долго за да влезе тој 90s revival во шема и еве да се погоди овој филм да токму во тие 90s revival години да биде актуелен и можеби и тоа е дел зашто им се допаѓа на младиве генерации филмов, ама јас мислам дека им се допаѓа бидејќи допира и во некои други структури кои што не се доволно обработувани во нашата филмографија. Зборам за генерално македонската филмографија, значи некои подлабоки структури. Сам сум на граница да звучам претенциозно, најверојатно и така звучам, но сепак стојам за тоа дека овој филм кој што е потпишан од целен тим на луѓе влегува во некои реони на филозофија, па можеби и символика, која што не често се користела во документарната форма кај нас. И валјда тоа е причината зашто им се допаѓа на луѓето, знаеш, малце комбинација на естетски ревайвал, ама малку и согледување на некои други аспекти како може да се направи филм и што може филмот да каже, а е наш, мислам наш, македонски. Да. Се чини Јана дека од професорот по математика па натаму Господ метафоричен, буквален, ти давал точно тоа што ти треба, не она што си го сакал и да стигнеш точно каде што си. Така делува, се согласувам скоро со тебе, да. Меѓутоа хип брейнсторм е далеку од твојот прв рок документарец. Тоа е твојот некој лајт мотив, твојата обсесивна тема, македонскиот рок. Не дека не го сакам македонскиот рок или македонската независна сцена, напротив, многу ја сакам и многу ја почитувам. Тоа што бев дел од Канал 103 уште пред да станам студент на ФДУ, најверојатно ме определи на некој начин да се зафатам за време на моите студентски денови и да почнам да ги екранизирам животните состојби на луѓето кои што се дел од независната сцена кај нас, музичка, бидејќи можев лично да ги видам како живеат, од што живеат, со какви проблеми се снаоѓаат и некако почувствував во тој период пред веќе 20 нешто години порив тоа да го обележам и да го прикажам на филм. А и реално сум колекционер, значи сакам архиви, правам архиви и уште тогаш мислев дека е многу битно да има некаква архива за тие бендови. Кога зборам тие бендови, спомнати мислам на Фолтин, мислам на Badmintons, бидејќи после неколку години од филмот за Фолтин излезе некој концертен документарец за Badmintons. 103, добро, тоа е направено уште на крајот на 90-тите, кога баш бев онака
студент на ФДУ и малку комбинација на сите овие фактори е како да кажам, едначина, еднаквост на она што следеше. Значи, документирање, прикажување на начин на живот и се разбира љубов и пасија е еднакво на неколку музички документации кои што ги потпишав како режисер и се надевам дека и понатаму ќе го правам тој формат. Јас имав таква некоја можност да си ги гледам тие филмови и кога беа направени пред 20 години, а и да ги гледам на ретроспективата во кинотека и ми се чини дека сега има уште поголема вредност и уште некој плюс вајб, бидејќи сепак се поминати долги години, можеме да ги видиме луѓето како функционирале во тоа време, а и знаеш, вистинскиот документарец треба да помине низ едно временско растојание, дистанца, тест, за да можеш реално да се идентификуваш, да речем, со производот. Мислам, едноставно морам да ти го поставам ова прашање. Значи, уште во 90-тите се чини дека имаш преземено филмски јазик, кој доколку имало луѓе за кои не било до крај разбери, сега повеќето со телефон знаат точно да го зборуваат. TikTok, Instagram донесе демократизација на креативноста, на кратките видеоформи кои што се отворено стимулирани од овие платформи. Дали она што го добиваме го гледаш како позитивен импулс или некој тип на некоја дегенерација на вистинските вредности и шлаканица во лицето на оние кои се формално образувани, но и вложиле доста во занаетот? Така. Супер прашање. Фала ти за прашање. Па сепак сакам да го гледам како еден вид на нова енергија, нов начин на изразување. Да, тоа на некој начин е малку шамар кон она занаетчиско образување, ама или зборевме и на почетокот на разговорот, сепак битно е тоа занаетчиско образување, ма битен е и вајбот и енергијата што сакаш да ја кажеш, и овие нови средства, нови медиуми допринесуваат без многу занает, а со многу енергија или со вишок на енергија нешто да направиш и тоа е убаво. Тоа за мене секогаш ќе биде убаво. Дали е тоа постпанк музика или е алтернатива или експеримент или е филм, на крајот на денот е едно уметничко дело и мислам дека тоа се случува. Значи се повеќе луѓе имаат средства како да направат некој производ. Тоа е супер. Негативната страна на сето тоа е што ќе има едно преголемо заситување. И тоа преголемо заситување сепак ќе значи во еден момент и пад на вредноста, ама претпоставам дека тоа секогаш се случи. Да, тоа е цикличен процес, диалектички процес, како што кажат марксистите. Диалектички процес на регенерација, генерирање, па повторна регенерација и така да и ова е дел од тој голем процес. Го имам Гето 103 гледано, веројатно не многу откако го прв пат се, ако не и прв пат кога се давал можеби во МКЦ, навистина не се сеќавам каде се, меѓутоа навистина е во мојата меморија врежан и кога го гледав сега во припремањето за разговорот, она што ми падна во очи беше како различно го гледам токму ради тие TikTok или Instagram рилови, доколку тогаш ми било интересно затоа што изразот бил експериментален, веднаш се гледа дека не е традиционален тип на филм. Тука веќе ми беше сосема познат поради овие дигитални медиуми. Што е интересно, значи се визионер во како се вика во таа смисла. Да, ти благодарам. Јас сакам да се наречам, за да не звучам многу претенциозно, на ентузијаст. Значи, на човек кој што ги сака работите и сака однапред да испита некои терени кои што може уште не се онака официализирани и тоа ме води кон правење некои авангардни форми или користење на стратегиите на авангардата и затоа многу од тие филмови што, како што спомнати, подсетуваат на некоја експериментална нарација, бидејќи многу е интересно тој контекст да го земеш и да го пренесеш во некое филмско дело, ама ете супер што имав среќа тоа и да кореспондира со некои посовремени
современи текови. Го имаш направено во прва година така на факултет како дел од некоја задача, така? Да, како студентска вежба за крај на годината, на учебната година. Кои биле тогаш, се сеќаваш во тој момент, кои биле твоите филмски влијанија? Ти текнува кај си бил во таа смисла, што си слушал, што си гледал, што влијаело во тој момент на тебе естетски? Па од музика, искрено речено, слушав еден куп работи кои што беа доста актуелни во 90-тите години. Јас веќе слушав доста и постара музика од 80-тите и од 70-тите, а како филмски влијанија се сеќавам дека на крајот на 90-тите години бесплатно можеше тука кај нас во Скопје да се гледа еден канал Арте, француски канал, и точно. Има филмска програма, секоја вечер има филмска програма. И ја некако брзо го открив тој канал и гледав многу филмови кои што беа актуелни филмови, гледав филмови на Ларс фон Трир, гледав филмови на Дени Бойл, добро, тогаш Дени Бойл со Трейнспотинг направи вистински бум, гледав филмови на други режисери, браќата Коен тогаш беа доста актуелни, ги пуштаа многу често, уште не беа толку меинстримизирани како што се сега, али во независни филмови американски, Джим Джармуш, и сето тоа некако го впив и предпоставам малци и несвесно, малку и свесно како дел од некаква стратегија излезе во она што се обидував да го направам како студентска вежба, и ден денеска тие филмови и тие автори ми се меѓу поумилените. Не можам да го кријам тоа, иако поминале многу години и многу филмови сме изнагледале сите, али и многу работи се сменија, али тоа што ќе го видиш у некоја клучна возраст, кога се формираш, тоа предпоставам дека останува за цел живот. Тие формира призмата естетска, така. Скроз. Како дете кога учи, тоа е нешто што останува секогаш. Што се однесува до мене лично, ти и Лени сте и како различни луѓе, но нема да биде изненадување доколку има луѓе кои што го гледаат како динамично дуо, двоец кој што работи како целина. Каква е вашата соработка? Како се препознавте? Каде почнува, а каде завршува во збороите на Том Јорк? Така да, супер цитат. И јас и Наташа се знаеме многу одамна, мислам од факултет, тоа се добри 25 години, да. И од секогаш сме имале некои слични сензибилитети за некои работи и слични реакции на одредени нешта, што е исто многу битно. Тоа е дел од еден поширок сензибилитет. И со тек на време, како што созревавме и карактерно, ама и професионално, се повеќе гледавме дека не спојуваат патиштата животни и на крај решивме дефинитивно тоа да го искористиме во наша полза и да креираме нешто. А на крајот на денот ние сме хиперактивни луѓе кои што цело време сакаат нешто да прават, така да беше нормално да ја посветиме цела таа енергија кон правење на нешто креативно. И јас и денеска можам да кажам дека сум пресреќен што Наташа Лени препозна сродна душа и некој сличен хиперактивен сензибилитет, и денеска малку си играме, ама малку и го концептуализираме она што го правиме, бидејќи кај неа има една многу интересна младешка енергија и дури детска, и тоа е многу битно за еден уметник, а јас препознавам слични аспекти кај себе, ама сакам и да ги концептуализирам работите и да ги ставам во некој формат. Тоа е валјда делумно филозофското воспитување, и тука валјда се наоѓаат тие стратешки, како да кажам, точки. Желба да експериментираме, да си играме, ама и да ги концептуализираме работиви и да ги тераме у некаква насока. Следното е еден твој цитат кој што го најдов, мислам, во Нова Македонија. На почетокот на пандемијата бев збунет од непознатото, пребарував, гледав за да се осознаам повеќе. Потоа си дадов задача да си го организирам времето најсоодветно. Работам многу, реоткривам стари вредни филмови, слушам музика што ми исполнува, особено навечер, читам стрипови и книги, но најмногу се обидувам да работам на себе. Се преиспитувам, се трудам да станам подобра личност,
подготвена за сите предизвици. Се обидувам да најдам смисла и поента се во ова што не снајди, да завртам нова животна страница. Докаде се со преиспитувањето и што подразбира? Па, тоа е долг процес и јас пред неколку години решив сериозно да ги преиспитувам моите животни одлуки, ама и делумно мојот карактер, и валјда тоа е нормално за некој човек што ќе дојде до нека средна возраст, до некои средни години. А пандемијата ми беше баш на плюс иницијална каписла, бидејќи ова изјава мислам дека ја напишав, ја создадов, да речам, во 2020 година, кога се уште беше тотално нејасно што се случува, што ќе се случува понатаму, никој не знаеше точно кога ќе заврши цело тоа лудило. Знам дека во еден период се плашевме дека ќе трае многу долго и едноставно во тој некој психотичен страв што сите не обзеде, јас решив да пробам да конструктивно да ја свртам работава и сето тоа вишок слободно време што излезе да го посветам кон истражување на некои мои лични особини, ама и кон промена кон подобро, бидејќи некоја голема генерална криза, јас сакам да верувам дека можеби е почеток за некој колективен рестарт кој што ќе води кон нешто подобро. И токму затоа го кажав ова што го напишав, а се сеќавам дека ова го напишав бидејќи ми се јави еден мој добар другар кој што многу го сакам, Игор Калц, поздрав до него, го спомнувам со име и презиме. Он работи во Нова Македонија и се сеќавам дека ми пиша, као се немаме видено друже долго време, али имаме некоја рубрика што луѓе кои што се активни во некој социјален и јавен живот прават за време на оваа пандемија, кога не може да се излегува, кога нема настани и сето тоа. И затоа се одлучив вака да го напишам, бидејќи мислев и на она што јас го правам, мислев и на сите одоколу, а мислев и на пријателот кој што ми се обрати, и затоа вака некако излезе целата таа работа. Али сакам да работам на себе, се надевам дека сум делумно подобар човек, бидејќи во еден период сватив дека дефинитивно можам да извадам подобри по човечки особини од себе си, бидејќи како и многу луѓе, претпоставам од наша генерација, живејќи во вечна транзиција, ми се чини дека отупевме, малце знаеш, не за глупевме, ама отупевме емотивно. Знаеш, во вечно бркање на некакви хонорари, во вечно бркање на некакви проекти, во вечно праење некакви умислени стратегии, игри, како со овој, како со оној, као да се изгубивме, веќе зборувам за себе си, знаеш, како да се изгубив во целата таа работа. И тука она што го спомна, филозофијата ми помогна, знаеш, почнав за време на пандемијата да читам книги со таква содржина и сватив дека не сакам да бидам таков човек, знаеш, не сакам да бидам човек кој што трча по пари, кој што однапред умислува како ќе комуницира со луѓе, сакам да бидам нормален, воспитан, образован човек, а и духовноста се повеќе почна да ме интересира, не во аспект на религија, да бидам искрен, особено не во аспект на организирана религија, ама тоа е веќе друга тема која што ќе отвори многу подпрашање, туку во аспект на преиспитување и изградба на карактер. И комбинацијата од тие работи плюс пандемијата и повикот на другарот ме некако испровоцира, ме натера да го напишам ова. Многу интересно, да. Многу интересно парче на текст параграф во таа смисла што луѓето кога се представуваат на македонски јазик тука посебно во јавноста, тие што се јавни личности имаат некој калап на во кој што се обидуваат да се стават и не гледаме интимни, не гледаме нормално се исклучоци, не гледаме искрени оваков тип исповеди, не знам, дали исповед или размисла. Се согласувам скоро со тебе, мислам дека не би било лошо сите да бидеме малку поискрени кон себе си, бидејќи на сите ни треба малку повеќе искреност во нашите животи и на крајот на денот нема ништо ни страшно, ни срамно, ни лузерски ако е човек отворен и искрен, туку напротив, многу повеќе ќе испровоцира позитивна енергија и позитивна мисла. И пак ќе кажам, повторно ме радува што гледам кај помладата генерација е еден потик да се биде поискрен и да се биде поличен во она што се прави. Се надевам дека ќе продолжат така. Мислам дека тоа, бидејќи се на интернет и тука се во непосреден контакт со некоја глобална култура, па и на... Да, а таа култура подразбира и идеологија и начин
буквално све начин на живот. И тука доаѓа таа отвореност кон А може би она се поголемото отуѓување. Знаеш, премногу се отуѓуваме како единки, како човечки суштества, таков е начинот на живот, таква е средината и понекогаш сами од себе внатрешно чувствуваме потреба да бидеме искрени, да кажеме нешто или да прочитаме што викаш ти, например, нечија изјава која што е искрена, бидејќи тоа ќе не приближи многу повеќе во некој хуман аспект. Мислам дека сме многу отуѓени како човечки род и едноставно што повеќе работиме кон преиспитување на себе си, кон зближување кон другите единки, тоа е подобро и за себе си, ама и за сите нас, бидејќи ние сме како луѓе, без разлика на пол, луѓе сме, нели, машки, женски, луѓе сме, едноставно, ние сме енергија, многу сме слични, ама за многу работи сме и различни, и се што треба е да се надмине тој парадокс на преголема сличност и преголема различност и да се свати дека едноставно тоа сме ние. За некои работи сме слични, за некои работи сме различни, треба да бидеме само искрени и човечни, бидејќи на крајот на денот сите ќе заминеме негде, кога ќе помина тие 70, 80, можеби 90 години живот дадени на оваа планета, сите ќе заминеме негде и сите тие глупости на егото ќе бидат тотално непотребни. А за жал, во денешнава цивилизација, егото толку многу владее да е веќе неподносливо и претпоставам затоа и се случува се ова што се случува. Затоа и дојдовме на праг на Трета светска војна и покрај тоа што многу добро знаеме дека никој не може да победи во тој судар. Да, отуѓувањето од себе си и неподнесувањето на другите, мислам дека е голем проблем и единствен начин тоа да се надмине е само личен, искрен и подиректен, поемотивен пристап. А јас сум можеби како човек таков, ама сепак сметам дека треба и како луѓе, како човечки род, многу повеќе да работиме на тоа приближување. Тука да ги гледаме придобивките на хуманизмот, а не општествената поделба или поделбата на класи. Доколку го отвориш денеска Нью Йорк Таймс, на насловната страница ќе видиш ние не размислуваме за нуклеарна војна доволно. И внатре ги има со анимации реалностите на нуклеарен напад во детали разгловено. Самото тоа што постои еден ваков текст на насловната страна на еден многу познат медиум, навистина да ти се залети крвта, просто да не знаеш што да мислиш, а и да не сакаш да мислиш. Апсолутно се согласувам со тебе и морам да го искоментирам тоа, бидејќи едноставно чувствувам порив на некој начин и обврска. Апсолутно се согласувам со овој текст и со она што еве ти го пренесе како содржина. Мислам дека дефинитивно не размислуваме доволно на тоа што може да се случи со еден таков нуклеарен судир, со еден таков нуклеарен холокауст. Некако многу ме плашат пропагандите што се случуваат и од едната и од другата страна, а одвратно е, искрено и трагично е комплетно што уште се делиме на страни, на некаков западен и источен блок. Као да не сме излегли од студена војна. Јас разбирам дека властодржците во Русија, во Кина и во Америка се генерации од 70-80 години и може би уште ментално се во некаква студена војна и така ја водат политиката. Ме плаши што и помладиве генерации, нашава генерација, уште помлади од нас, некако си ги расфрлаат тие работи како да е видеоигрица и тоа е можеби еден од проблемите, знаеш, што премногу се релативизираа работите преку некакви медиуми. Јас немам ништо против видеоигрици, да не ме свати некој погрешно, ама фрлањето на оружје во една видеоигра не е исто со фрлањето оружје во реалноста, а некако така се релативизира работи. И пропагандата работи скроз на тоа. Знаеш, кај руската пропаганда цело време има некои тотално небулозни прилози, као ете ние ќе го бомбардираме Лондон, ќе фрлиме нуклеарка и не знам ќе потоне Британија и луѓе го гледаат тоа, аплодираат, го гласаат или не го гласаат, да не навлегувам у политикот. Кој знае како се одвиваат изборите во Русија, тоа сакав да кажам, ама
таков тип на човек со таква одвратна пропаганда е константно на власт 20 години. Да, има сигурно голема. Од друга подршка. страна ја имаме и другата условно западната, иако така ќе кажам, не сакам воопшто така да ги делам работите, ама ајде уговорен јазик, така се поделени. Па и западната пропаганда дека ваму се е црно, дека све е отидено некако фашизам, и еве и ние може ќе фрлиме некоја бомба врз Москва, и тоа се одвратни работи, тоа го зборат некакви генерали и политичари кои што се предумирани, кои што најверојатно тотално веќе не се секираат за тоа што ќе остават, така, а ќе остават еден тотално поделен и анархичен свет кој што многу лесно може да помине у најезивата дистопија што ја проектира филмови како Побеснетиот Макс, например. Значи ние сме на прак на такво нешто, значи еден нуклеарен холокауст ќе не однесе у некоја предисторија, техноизирана предисторија како во Полудениот Макс серијалот. Не знам што да кажам, одвратно е, затоа треба малку повеќе да комуницираме меѓу себе, малку знаеш да ги оставиме на страна тие видеоигрици или не знам што, отуѓувањето или гледањето на многу филмови на крајот на денот, да не испадне дека имам некаква пропаганда контра видеоигрици. Во секој случај да комуницираме многу повеќе и да ги победиме пропагандите. Пропагандите се тука од било која страна, се тука само да не поделат и за да владеат со нашата свест. Ние како човечки род, претпоставам нашите генерации сега ја имаат најбитната улога можеби во овие 2000 години човечка историја, а тоа е да ја надминеме глупоста на постарите генерации и да направиме нешто ново. Дали тоа ќе се случи? Јас не сум многу оптимист, морам да признам дека верувам дека човечката природа има вграден глич и тоа е најголемиот проблем, ама мораме барем да се обидуваме да бидеме хуманисти и утописти. И се повеќе го читам во последно време Ерих Фром и морам да признам дека се повеќе се согласувам со неговиот, како вика тој, екстремен, не баш екстремен, ама она хуманистички идеализам одведен до крајности, бидејќи ништо друго веќе не може да не спаси, освен да бидеме идеалисти до крај, ама и хуманисти. И се надевам дека секој еден што малку од малку размислува со своја глава, ќе почне да ги гледа работите по-хуманистички и да се трга од таа пропаганда која што сака да не раздвои, а на крајот на денот и можеби да не уништи. Да идеме во други вести, да се преселиме во сончевите ридови на Холивуд. Дишеме длабоко, палми, и сончени девојки и дечковци. И дечковци се разбира. Вечерва, кога го снимаме подкаст, се Оскарите. Дали го следиш? Или ти стана како на дел од глобалната публика застарена гломазна здодевна церемонија, која што не го следи духот на времето, веќе зборувавме за дел од неговите такви анахронизми. Да. Па ги следам Оскарите, ама не сум нешто премногу вознемирен околу тоа или возбуден, така да кажам. Мислам, го следам тоа како некој вид на спектакл, кој што си е дел од некаков систем, од некаква стратегија, и сето тоа е навистина добро направено, се гледа дека таму има многу занает и многу мислење, од друга страна и тоа е некаков вид на пропаганда, така да не треба да не изненадат можеби некои решенија. Го следам, али не ми е нешто што морам да го направам. Значи, така, можам и без него, али ајде. Како дел од некаков шоу бизнес спектакл, секогаш гледам да најдам професионална обврска, секогаш гледам да најдам неколку сати за да го проследам доделувањето на Оскари. Деновиве доста луѓе зборува за Дюн 2 и за сироти нешта. За првиот повеќе имаше разочарување, а за сироти нешта едногласно во одешување. Тој е номиниран во Оскарите во категоријата на најдобар филм и женска главна улога. Дали ги гледаше, имаш некакво мислење или барем Дюн 2 планирам да го гледам многу скоро. Најверојатно следниве неколку денови. Али имам очекувањата се позитивни. Мислам, мене ми се допадна тоа што го направи режисерот во првиот филм. Супер е направен, различен е од она како естетика. Некако наратив како естетика е различен од она Девид Линч што го направи, ама ептене профи, ептене занаетски
и многу добро е атмосферички, така да кажам, ги делам филмовите и на атмосфера, не сите колеги мои се согласуваат со таква поделба, но тој моја некоја лична поделба, или има атмосфера или нема некој филм. Валјда како фан на музика можам тоа да го приметам и го има тоа во Dune, се надевам дека Dune 2 по тоа што видов од снимките од трейлерот делуваше импресивно, се надевам дека ќе ме ако не во одушеви, барем ќе ме возбуди, ама реално приказната на Dune е толку добра и е толку фасцинантна, значи тоа што го напишал Френк Херберт е секоја чест. Немам коментар за тоа и како повеќе созревам и стареам, ги сваќам сите оние детали кои што не сум ги приметувал како помлад и се повеќе и повеќе ме воодушевува таков наратив, тој наратив поточно, и мислам дека ќе ми се допадне Dune 2. Скоро сум сигурен. А Poor Things ми се допадна. Мене лично можеби највеќе од она што до сега го имам гледано од Латимос како режисер. Ме подсети на некои стилизирани филмови од 70-тите години, така си видов, јас лично барем, приметив некои цитати од Кюбрик, од филмовите на Кен Расел, некоја претераност, ама во случајот на Poor Things таа претераност не беше направена само за да шокира, туку ми се чини дека конечно имаше и добра подлога. Бидејќи сепак роман е во прашање или екранизација на роман, очигледно многу сериозно напишан и супер снимен, многу интересно снимен и прекрасна улога на Ема Стоун. Ја искрено сум фан, не некој загрижен фан да ја следам, не знам што да правам, али ја почитувам ептен и ова е онака врвна улога, така да Poor Things ги има сите елементи да остане некаков тип на, ако не запишано историјата на филмот, барем да биде онака сериозен култен филм во последниве години, класик. А морам да признам, кога сме веќе кај Оскарите, дека ми се допадна и филмот што го потпиша Мартин Скорсезе. Тој е еден сериозен, супер филм кој што адресира многу сериозни проблеми, не само за американското општество, иако таму се тие проблеми најприметливи, третманот на индијанците, туку воопшто третманот на сите што се поинакви и злоупотребата. И особено ме фасцинираше една сцена, нема да прераскажувам ништо. Spoiler alert. Ќе гледам да не го направам, тоа е една сцена во која што ликот на Роберт Де Ниро, кој што би требало да е стигнат на некое речиси врвно духовно ниво, и тоа е прикажано на одреден начин во филмот, тука да не прераскажувам повеќе, испаѓа дека е она скроз некој негативен лик даден на материјално и на злоупотребување на луѓето, така што таков тип на некои суптилни критики што Скорсезе многу интелигентно и многу паметно ги прави веќе 40-50 години наназад, го има и во овој филм. Навивам овој филм барем неколку статуетки да земе, бидејќи Мартин Скорсезе е една таква легенда, да јас мислам наискрено во секој филмски коледж би требало барем една спомен плоча да има за Мартин Скорсезе, бидејќи таква една енергија, таква една љубов кон филмот и такво едно знаење е незаменливо и тој човек има направено многу повеќе за филмската уметност од сите продуценти, не знам, луѓе кои што даваат пари или па само наречени филмски стручњаци. Едноставно таков капацитет на креативност и на знаење е навистина фасцинантен. Затоа навивам тој филм да добие барем нешто, иако и да не добие ништо, нема да изгуби, бидејќи сепак се работи за многу сериозен филм. И ми се чини дека уште некој филм спомнавме преска во нашиот неврзан муабет. Барби, Опенхаймер. Барби не го гледав и затоа не би сакал да, бидејќи прочитав критики од луѓе кои што ги почитувам и на кои што филмот многу им се допадна и Барби или Опенхаймер? Барби. Значи луѓе кои што навистина чие што мислење го почитувам, прочитав критики многу позитивни за Барби, а од друга страна прочитав и многу негативни критики од исто луѓе кои што ги почитувам, така што додека не го изгледам, а не знам тоа дали ќе биде скоро да бидам искрен, бидејќи не ми е во некоја листа на нешто што морам да го гледам, ако додека не го изгледам не би коментирал. А за Опенхаймер доревме, нели преска, Опенхаймер е јас
Многу ме замисли тој филм. Не на начин на кој што тврдеше рекламата, дека да, ме замисли на проблемите со атомската енергија, сето тоа, ама од друга страна ме замисли како работеше пиарот. Пиарот за тој филм беше невероватен, на крај на дени за Барби, едно време ги споја Барби Хаймер. Пиарот работеше невероватно, дури страшно колку работеше тој пиар, и мислам дека во цел тој пиар малку се изгуби филмот. И луѓето отидоа или со преголеми очекувања, или со премалку очекување од премногу реклама, и не можеме се уште да го видиме вистинскиот квалитет на тој филм. Мислам дека се работи за еден сериозен филм кој што е реално малку извикан. Не сум сигурен, тој е мој личен впечаток, дали има до толку квалитет во тој филм. Има едно сериозно знаење, тоа е посебно занаетско, тоа е несомнено, ама морам да признам дека ако некој според мене треба да добие Оскар за машка улога, тоа би требало да е Силијан Марфи, бидејќи он си е брилјантен во филмот, конечно докажа во овој филм. Пиар или не? Пиар или не, он е одличен во филмот, мислам тоа ја го сакам него као глумец одамна, уште кога почна да глуми оние британски филмови со зомбијата, 28 Days Later, уште од тогаш ми остави впечаток, и во оној серијалот за жилетите од Бирмингем, така беше преведен кај нас. Популарен серијал пред неколку години, таму исто покажа дека е маестрален глумец, ама во овој филм дефинитивно го зацементира својот актерски квалитет, и барем он да земе еден Оскар, ја би бил задоволен. Така, да го завршам. Тај рака. Полуфановско, да, полуфановско излагање. Работата само да дадам еден коментар за пиарот на Опенхаймер. Работата што имало некој вид на војна со Барби за датумите. Дали беа во истиот викенд или точно во истиот ден, и бидејќи Барби беше толку многу рекламирана, што постоеше стравување дека скроз ќе го поклопи Опенхаймер, и бидејќи не се договориле да ги раздвојат барем во една недела, мора некако да го испромовираат, и тоа резултираше на тоа што резултираше. Ама на крајот на денот и двата филма заработија огромна сума на пари, така да тој пиар можеби на крајот на денот е и чисто пиар. Да се зборува што е можно повеќе за филмовите, бидејќи има огромен пазар за тие филмови. И тие се холивудски филмови, на тоа мислам, иако се направи диаметрално различни по тон, по содржина, али се очигледно направени и менаџирани од многу паметни луѓе, и режисерката на Барби и режисерот на Опенхаймер се реално многу интелигентни филмски работници, и јас верувам дека поради успехот на и финансискиот, па и до некаде критичкиот успех на овие филмови, они ќе продолжат да прават уште посериозни, по-паметни филмови понатаму. Бидејќи Грета Гервиг, авторката на Барби, не го гледав Барби, не ми е некој приоритет, ама она што го имам гледано предходно од нејзе било онака баш супер. Да, Little Women, предходно има некои филмови, она е, мислам, партнерка на Ноа Бумбак, еден Бумбач, како точно ми се изговара, исто, да речеме, посовремен режисер, автор филмски, кој што исто прави интелигентни филмови, и се гледа дека станува збор за баш онака интелигентен филммейкерка, која што знае што прави, сега дали таа естетика мене ми се допаѓа или не, тоа е веќе друго прашање, битно се гледа онака clever-minded filmmaker. Допрва ќе гледаме од нејзе. А за Кристофер Нолан, мислам, он више направи неколку култни филмови, и одамна е присутен, од 98 наваму е присутен, многу често го зборат, некои мислат дека е тотален генije, некои мислат дека е тотален фейк. Ја мислам дека е баш онака clever filmmaker кој што си поигрува со стратегиите и на едното и на другото, али во секој случај прави филмови кои што прават многу пари, ама не се онакви површни холивудски филмови. Рака на срце, тоа се сериозни филмови, некои ми се свиѓаат повеќе, некои помалку, али станува збор за баш сериозни филмови од човек кој што очигледно многу ги промислува работите и многу внимателно работи, и тоа секогаш е за поздрав. Без разлика дали естетиката ќе ми се допадне мене лично или не, кога ќе видиш дека некој сериозно посветил време, енергија и огромни средства за да направи нешто, тоа е секогаш онака, респект. Значи, Јана, многу ми е драго што помоабетивме, можеби и мене исто. Идеме на 2 часа. Значи, ја мислам дека и понатаму еден час и 34 минути.
И мислам дека си го одржа ветувањето вешт оратор. Да, фала ти. Добар во вештината на разговарање, то не, ако не е институција. Да, Многу ми е чест што дојде, што гостуваше. Се надевам дека, значи, во јадро следниот петок 15 март во колку часот? По околу 20 часот, значи во просториите на Културен центар Јадро, во организација на Сдруженијето за промоција на култура и филозофија Аксиома, ќе се одржи проекција на документалниот филм The Hip Brainstorm, плюс после проекцијата ќе има разговор со неколку луѓе од филмскиот тим, се разбира, со мене, а разговорот ќе го модерира Златко Гелевски, еден исто искусен радиоводител и филмски критичар, кој што многу го почитувам и одвај чекам да се сретнеме на бидата, условно, и да поразговараме. Ке оставам... Фала ти, вакам за можноста да го најавам настина. Ке оставам информации во описот, значи во белешките за епизодата на YouTube и по подкастите можете да ги видите деталите. Па се надеваме дека Јане ќе се видиме, не знам, во некоја друга сезона, кога ќе промовираш некој друг филм или некој друг проект, беше исклучително задоволство да ти имам како гости. Се надевам дека ќе се видиме многу скоро повторно во улога, нели во улога во формат на подкаст. Јас ти благодарам тебе на поканата. Спомнав и преска, ќе споменам пак, мене Дива порталот ми е еден од омилените портали, баш сум фан, стискам стално лајкови, ги читам сериозно сотражините, гледам дека го промовираш новиот албум на The Smile и тоа ме радува многу, бидејќи ќе откријам тоа ми е најверојатно више албум на годината или еден у топ 5 за оваа година. Баш сум фан на Smile, како и на Radiohead. Фала ти, многу ми значеше поканата од Дива, многу ми значи што вака разговаравме и се надевам дека од овие 2 часа ќе излезат многу фини, компактни, не знам, ќе видиме колку ти ќе измонтираш, содржински минути кои што ќе можеби ќе ги замислат луѓето. Што ќе го слушат. Тоа е со гаранција. Со гаранција. Добро. Blah, blah.